Денеска се укинуваат итните вонредни мерки кои град Скопје ги воведе пред 2 дена заради огромното загадување. Од градот вела дека итните мерки ќе бидат укинати денеска во 18 часот, а пак од владата информираат дека почнувајќи од утре, 23 јануари, се укинуваат мерките и препораките кои вклучуваат ослободување од работа на бремените жени, постарите лица како и на лицата со хронични респираторни заболувања. Исто така од утре се укинува и препораката за ограничување на работите на градежните објекти. Додека надлежните со итни мерки се обидуваат да го решат проблемот со загадувањето. Граѓанскиот сектор преку интернет петиција бара здравјето на граѓаните да биде ставено на прво место. Но и град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање да започнат со итна примена на краткорочни и среднорочни мерки, насочени кон намалување на загадувањето на воздухот. Отворање на фонд за животна средина преку кој ќе се поттикнат мерки за заштита на средината, подобрување и зголемување на јавниот транспорт во градот, воведување на нови ефикасни линии, намалување на данокот на додадена вредност за топлинска енергија со што цената за централно грејење значително би паднала и корисниците би се стимулирале да се вратат на мрежата. Градоначалникот на Скопје Шилегов вели дека дел од барањата на екоактивистите веќе се разгледани и започнати со имплементација, но топката ја префрли кај централните власти, кои се уште административно не ги завршиле работите за одредени проекти. Добар дел од работите кои што се бараат и во таа петиција ние како град веќе ги имаме, да речам, и превземено. Знаете дека го формиравме предпријатието за затоплување, градски енергетски системи, ги очекуваме владата да доврши дел од процедурите кои што се нивно внатрешно владино. За жал предолго чекаме со цел да може да воведеме градот да стане активен, да добие лиценција да стане активен во енергетската политика на самиот град. За лошиот амбиентален воздух и високите концентрации на PM честички, кои секојдневно се повеќе ги полнат болниците, повеќе пати алармираше и опозицијата. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски истакна дека е потребно прогласување на вонредна состојба, за како што вели да се заштити здравјето на граѓаните. Не сакам да се разбере ова моје обраќање како политизација на проблемот, туку напротив, како вклучен аларм и крајен апел институциите на власта да престанат со декларативните мерки, да започнат суштински да се справуваат со проблемот, веднаш и без одложување. Секој помина ден без решавање на проблемот подразбира нарушено здравје и загубени животи. Според Европската агенција за животна средина, во Македонија во тек на една година, како последица од загаден воздух умираат повеќе од 3000 лица.